Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Пред почетокот на сеидбената сезона, земјоделците од Кочанско се откажуваат од сеењето ориз. Велат дека не се задоволни од ниските откупни цени, а и од доцнењето на исплатата на субвенциите, поради што бележат чиста загуба. Наместо интензивна подготовка на земјоделските површини за засејување со ориз, земјоделците од Кочанскиот регион се откажуваат од производството на белото злато. Бавниот откуп и ниските откупни цени за килограм арпа се повеќе ги оддалечуваат од нивите. Велат дека уште пред почетокот на новата сеидбена сезона, свесни се дека на есен кога ќе жнеат, ќе немаат никаков ќар од произведеното. Па и ние ќе се откажеме 15 динара, 16 динара и тешко зимаме парите. Лажат, не? Утре парите, други ден парите, а ориза го земат. Субвенции? Субвенции, талтамуни, нема, ништо. Нека се одбие по-убаво, нема зашо да се сее. Оваа ситуација нема зашо да се сее. Негет нема цена. Имам ориз продаден, не сум земал 3 месеци пари. Гајле немат луѓето, не прават проблем, ако сака се не го одбијат. И од водостопанската подружница Брегалница потврдуваат дека од ден во ден се поголем е бројот на земјоделци кои им најавуваат дека не сакаат вода за наводнување на оризовите ниви. Искажуваат незадоволство дека од предвидените оризови површини ќе се откажат од самото сеење. Ние како водостопанство од тај дел не можеме многу да се мешаме, наше е да испарачаме вода, тие дали ќе ги сеат површините, тоа зависи од нив. Земјоделците кои веќе ги ораат нивите велат дека наместо ориз ќе сеат други земјоделски култури. Ќе сееме пченица, ќе земеме жито, поубаво жито да сееме. Или имамо руска, лубеници, пипер ќе сееме. Поубаво него ле ориз, ориз немаме ништо, у минус сме. Ние земјоделците гледате се, работиме, произведуваме да јаде народот нас не заштитува, не гледаме. Да работиш, да произведуваш, да нема да јадеш. Дека го има тоа. Според годишниот план за наводнување, со ориз оваа сезона треба да се засеат околу 5000 хектари, слично како и лани. Сепак, ако и покрај подпишаните договори со водостопанската подружница, земјоделците се откажат од сеидбата, прашање е како ќе се регулира функционирањето на каналската мрежа, без при тоа да се предизвикаат штети од поплавување кај нивите, кои наместо со ориз ќе бидат засејани со други земјоделски култури. Над 30 милиони денари должат физичките и правни лица за вода и ѓубрарина на јавното претпријатие Солидарност Виница. 12 милиони денари пак тежат обврските кон добавувачите. Предпријатието со исклучување, опомени и тужби ќе го наплаќа долгот. 19 милиони денари му должат граѓаните на јавното комунално предпријатие Солидарност за неисплатена вода и ѓубрарина, од кои само ромското мало 5 милиони денари, 8,5 милиони од фирмите, а 12 милиони денари се обврските на предпријатието кон правните лица. Како првиот комуналец во Виница се справува со натоварените обврски и рентабилноста на предпријатието? Тоа се должи пред се на неработењето или немањето, непостојањето на нотар во општина Виница, така да во текот на претходната 2016 година немавме во можност да ги утужуваме нашите корисници кои што не ги плаќаат редовно сметките и со тоа ни се зголемија малку поборувањето од пред се од физичките лица. Од правните лица имавме еден поголем капацитет, би рекол најголем капацитет во градот Виница кој што работи и беше наш редовен корисник, го затворија фабриката, значи престана да работи и најголемите поборувања се од нив. Што се однесува до врските, тие се на повеќе фирми со кои што редовно соработуваме претходните години, така да ги договорно со фирмите ги намалуваме врските во зависност од финансиските средства кои што приходите кои што ќе ни бидат во тековите месеци. Загубите на вода во системот се уште се огромни, процентуално се движат и над 40%, а кои се мерките што се преземаат од страна на надлежните? За таа цел, минатата година бевме дел од еден проект кој што резултираше со покрај обука на нашите вработени технички кадар за намалување, за менеджмент со загубите на вода. Добивме една донација од страна на Германската асоциација за техничка помош ГИС во износ од 18.000 евра. Помошта се состои во техничка опрема која ќе послужи или служи за откривање на дефектите
и со самото тоа кога ќе имаме ние поефикасно, побрзо откривање на дефектите, и они што се гледаат и они секој што не се гледаат што се во водоводната мрежа, и ќе имаме можност побрзо да интервенираме и да ги отстраниме дефектите, а со самото тоа побрзо наше интервенирање ќе ги намалиме загубите на техничките загуби на вода кои што ни се случуваат при појава на дефекти во нашата водоводна мрежа. Во насока на намалување на загубите на вода е и најавената втора фаза од реконструкцијата на водоводната линија во должина од 4 километри, а досега од 2002 година па наваму завршена е замена на 15 километри водоводна линија со стари азбестни цевки. Најдобрите 15 на представници во повеќе области од стопанскиот и општествениот живот во источниот регион на државата ги добија признанијата. Доделувањето се одржа во Свети Николе, а организатор беше регионалниот центар на Сдруженијето на новинарите на Македонија. На пригодна свеченост, што се одржа во просториите на Славјанскиот универзитет во Свети Николе, им беа доделени признанијата на најдобрите поединци, фирми и здруженија во рамки на изборот со символичен назив Најдоброто од истокот 2016. Носител на иницијативата се новинарите од регионалниот центар на Сдруженијето на новинари на Македонија од истокот, а изборот беше направен на крајот на минатата година. При тоа признанија добија представници од 14 различни области од стопанскиот и општествениот живот. Меѓу наградените годинава имаше 4 представници од Кочани, кои се вброија меѓу најдобрите во регионот. Во областа на спортот, признанието му припадна на Плинарското спортско друштво Осогово за освојувањето на повеќе планински врвови на Балканот во Европа па и пошироко. Во конкуренција на невладини организации пак, признанието му припадна на Ротари клубот Кочани Виница за повеќе хумани активности. Нашиот клуб има секако големи амбиции. Таа амбиција ја потврди и добиената награда минатата година од Сојузот на клубовите на Македонија, како клуб со најголем број остварени проекти и активности за претходната 2015-2016 година. Новинарот Горан Левков од Кочани го доби признанието за најдобар истражувачки новинар, а повод за тоа се повеќето новинарски истории во кои тој го испитуваше работењето на државните институции, на политичките партии и на повеќе здруженија. Кога ќе добиете награда од колегите е посебно драга. Јас ова вечер сум посебно горд на оваа награда. Нема да должам многу на сите мои колеги и на сите присутни овде. Сакам да ги посакам многу професионални награди во сите области во кои што работам. Признание за успешност доби и печатницата Европа 92, која беше избрана за најдобар стопански колектив во регионот за минатата година. Заслугата за оваа награда, односно за успехот на фирмата, реалноста е дека сепак е пред се заради работените. Голема благодарност, ве поздравувам. Освен овие, признание во областа на образованието доби професорката Сонја Даниловска од Основното училиште Никола Карев од Пробишти. За најдобар новинар, колешката Даниела Такева од Делчево, а во областа на културата, добитник е мандолинскиот оркестар Свети Николај од Свети Николе. За најдобар во книжевноста признанието му беше доделено на афористичарот Миле Ѓоргиовски од Делчево, а признанието за хуманост го доби швајцарската филма Албиро од Делчево, која донираше пари за набавка на ново возило за потребите на дневниот центар за деца со посебни потреби. За најдоброто во туризмот признанието му беше доделено на познатиот туристички бренд Хотелот Манастир во Берово, а во областа на здравството за најдобри беа прогласени лекарите Сашко Николов и Марјан Јовев од ангиографското одделение во Штипската клиничка болница. Признание за најдобар работник во 2016 во источниот регион доби Јонче Стојковски, рудар во рудникот Саса од Македонска каменица. А за менаџер на годината, наградата му беше доделена на Николајчо Николов, заменик генерален директор во рудникот за бакар Бучим кај Радовиш. Посебно признание новинарите од источниот регион му доделија и на првиот македонски кардиохирург Жан Митрев за неговиот придонес во воведувањето на кардиохирургијата во Македонија. Неколку сообраќајни несреќи се случија викендов, при што едно лице е потешко повредено, а во другите имаше поголема материјална штета. Причини за несреќите е брзото возење и непочитувањето на сообраќајните правила и прописи. Продолжува негативниот биланс во безбедноста во сообраќајот во регионот, што го бележат надлежните полициски служби. Во деновите од викендот на регионалните и магистралните патишта се случија неколку сообраќајни несреќи, во кои имаше и повредени, а причината е значителна материјална штета.
Последната се случи во неделата, околу 22 часот и 30 минути, во близина на бензинските пумпи на излезот од Кочани кон Штип. При тоа, автомобил БМВ излетал од патот во обид да избегне судир со патничко возило Ауди. Во несреќата нема повредени, но предизвикана е материјална штета кај едно од возилата, како и на електричниот столб покрај коловозот. Според неофицијалните информации, и двете возила излегувале од градот кога возачот на Аудито свртел влево кон бензинската пумпа, а БМВ-то што се обидувало да го претекне, успеало да го избегне судирот, но излетело од патот. Поради увидот на местото на несреќата, сообраќајот беше во прекин околу 1 час. Втората посериозна сообраќајна несреќа се случи викендов на магистралниот пат Кочани-Штип. При тоа 27-годишниот СА од Неготино, кој управувал Сеат Ибица, изгубил контрола над возилото и се превратил. Со тешки телесни повреди се здобила 20-годишната сопатничка АС од селото Стрмош, поради што веднаш била префрлена во Штипската болница, каде е задржана на понатамошно лекување. Богат спортски викенд. Следуваат информациите од спортот. Кошаркарската екипа на Средното општинско училиште Љупча Сантов го освои третото место на државниот турнир, што викендов се одржа во Скопје. Со оглед на силната конкуренција, кошаркарите се презадоволни од постигнатиот успех. На државниот кошаркарски натпревар што се одржа викендов во Скопје во конкуренција на екипи од вкупно 96 училишта од целата држава, кошаркарите од Средното општинско училиште Љупча Сантов го освоија третото место. Тие интензивно се подготвуваа за турнирот повеќе од 2 месеци под менторство на професорот Мијалчо Апостолов. Турнирот беше со прилично голема конкуренција, каде што ние дадовме се од себе, нашиот максимум, се трудевме и победивме многу тешки надпревари. Голем дел од кошаркарите кои што беа член на скопските екипи на домаќинот на турнирот и во екипата на Никол Карак кој што беше шампион на турнирот, ги знаеме од претходни надпревари за нашите клубови, ги играат за МЗТ, за работнички, има дел кои што играат и за Фен Индустри, како што од екипата на Квадец Скола, целата екипата која победивме во надпревар за трето место е член на екипата на Фен Индустри. Организацијата на турнирот беше просечна, не беше на некое ниво. Условите за игра, салата беше добра, него пропратните тие елементи како семафорот, 24 секунди немаше, него мереа на штоперица, не се гледат личните грешки на играчите на семафорот. Тие на записничка маса малку несериозно си ја врше работата, тоа малку иритираше, иначе во целост тие се концентрирани во 3 дена, 4 надпревари е многу тешко и многу напорно и за нас, како наставници и за децата како учесници во тие надпревари. Директорот на гимназијата ги прими учениците кои што се дел од екипата и им се заблагодари за големиот успех, како и на сите кои што им помагаа на учениците во подготовката. Многу голема благодарност и до професорот Мијалчо Апостолов, кој што интензивно ги подготуваше, и до професорите кои што има разбирање за нивното отсуство, се надевам дека и понатаму ќе имаат разбирање дека овој успех ќе представува поттик за идните генерации да го освојат и достижното прво место. До нив се заблагодари и на фирмите од Кочани кои што се јавија како спонзори и им помогнаа финансиски на учениците за турнирот. 8 медали за џудо клубот Гладијатор 2016 од Кочани на државното првенство за пионери и сениори што се одржа викендов во Прилеп. Кочанските џудисти презадоволни од постигнатите резултати. Како клуб Гладијатор има учествувано само на меѓународни турнири, каде што има освојувано први места. Кочанскиот клуб за прв пат учествуваше на државно првенство за пионери и сениори, што се одржа викендов во Прилеп. Во конкуренција од 280 надпреварувачи, кочанските џудисти се вратија со освоени 8 медали во 2 категории. Имаме 2 први места во пионерска конкуренција, Резарта Алими во женска конкуренција категорија 52 килограми и Дамјан Крстов во пионерска конкуренција. Второ место во сениорска конкуренција зеде Драгана Савева. Христијан и Стефанија Павлов се закитија со трето место во пионерска конкуренција.
Александар Алексов трето место, Јована трето место и Лина Крстова во пионерска конкуренција трето место. Што значи дека од резултатот како клуб за прво учество на државното првенство сме задоволни. Кочанските џудисти се подготвуваат за уште едно државно првенство за јуниори и кадети, што ќе се одржи на 2 април во Битола. Викендов се одигра редовното 19-то коло во третата фудбалска лига, во кое Осогово победи во Делчево на средбата со Брегалница Голак. Во третата кошаркарска лига пак Баскет Дино на домашен терен го победи Овчеполе. Во третата фудбалска лига Исток во неделата се играше 19-тото коло, а фудбалерите на Осогово победија со 2:1 на гостувањето во Делчево против Брегалница Голак. Иако се очекуваше овој надпревар да биде тежок и неизвесен, сепак жолто-сините релативно лесно дојдоа до победата. Откако првото полувреме заврши без голови, во вториот дел прецизни беа ударите на Тодоров и Аксентиев, кои ја затресоа мрежата на домашните и ја обезбедија победата за својата екипа. Почесниот гол и спасувањето на честа делчевци ги постигнаа на самиот крај од средбата по казнениот удар од 11 метри. Со оглед на добрата игра што ја прикажа кочанскиот третолигаш, немаше да биде изненадување ако победата беше и со нешто повисока гол разлика. Со новата победа и 3 бода на своето конто, Осогово и понатаму е на 4-та позиција со 39 бода, зад Каменица, Саса, Плачковица и Беласица, со оглед што и тие постигнаа победи. Во следното коло нашиот тим на домашен терен ќе има една од решавачките средби за врвот на табелата, со оглед што се среќава со директниот конкурент Плачковица од Радовиш. Во првенството на третата кошаркарска лига, викендов се одигра 13-тото коло, во кое Баскет Дино беше домакин на средбата со Овчеполе од Свети Николе. Кошаркарите на тренерот Сашо Лазаров беа убедливо подобри и извојуваа победа од 64:54. Сепак, до крајниот резултат стигнаа со поголема упорност и прецизност во нападите во вториот дел од средбата. Потврда за тоа е што првите 2/4 завршија нерешено, а домашните направија поголема кош разлика дури во последната четвртина, со што ги обезбедија бодовите. Во следното коло, што е и последно од регуларниот дел на првенството, нашата екипа треба да се сретне со борец Еуробрик, но уште сега е познато дека ќе ги добие бодовите со техничка победа, со оглед што велешани се откажаа од учеството во лигата. Во младинската М12 лига пак, младите кошаркари на Баскет Дино и понатаму се без посериозна конкуренција. На гостувањето во Скопје против Водњански лисици, тие победија со 51:28, со што и понатаму цврсто го држат првото место на табелата. В сабота во Кочани ќе гостува МЗТ и тоа ќе биде дерби на колото, односно победникот од надпреварот ќе биде и шампион на лигата. И Средното општинско училиште Гошо Викентиев со спортска активност. Младинската организација Авангарда за прв пат организираше турнир во шах. Учествуваа 6 екипи или вкупно 12 ученици, а истиот беше во соработка со шаховскиот клуб Кочани. Прв турнир во шах во организација на Средното општинско училиште Гошо Викентиев се одржа во истоименото училиште. Организатори се членовите на младинската организација Авангарда, кои што во соработка со шаховскиот клуб Кочани го реализираа турнирот. Учествуваа 6 екипи или вкупно 12 ученици од прва до 4-та година. Со ова им се даде можност на сите талентирани ученици од нашето училиште од прва до 4-та година да се покажат во најдобро свето и да се изборат за првото место. Воедно преку овој проект си подадовме рака и за понатамошна соработка со шаховскиот клуб и се надеваме дека во иднина ќе имаме уште многу заеднички проекти. Инаку иницијатор за овој надпревар е другиот претседател на младинската Иван Стоилов, а во организацијскиот дел се погрижи Христијан Мишковски, ученик од прва година, исто така и член на Авангарда. Турнирот се организираше во соработка со шаховскиот клуб Кочани, од каде што рекоа дека има заинтересираност од страна на учениците за учество во турнирите. Јас сум многу задоволен што денес во електромашинскиот центар се одржува овој турнир на кој настапуваат 12 учесника и мислам дека тоа ќе биде поттик за понатаму. Им објаснив на децата дека тие што се заинтересирани може да доаѓаат во шаховскиот клуб да и покажеме нешто повеќе. И мислам дека ова е многу убава работа и
треба да се погрижиме. Јас одам и по другите училишта, секаде да се одржуваат вакви турнири и овој турнир е за секоја пофалба. Има интерес, доаѓаат дечиња, играат шах и мислам дека понатаму уште повеќе ќе продолжиме со соработката со сите училишта. На победникот на турнирот ќе му биде доделена плакета која што е изработена на CNC машините во училиштето и секако диплома како мотивација за поголем успех и учество во иднина. Почитувани, со временската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви посекуваме пријатна вечер. Довидување.